Здрава Македонија! Нешто по 18 часот Сител телевизија, што значи време за листа за 300. Квиз на знаење и надбудување кој што можете да го гледате само на оваа телевизија. Нашите надпреварувачи се тука во студиото, подготвени се, па нема да им го одзимам ниту на времето, ниту на вас. Ке ги повикам тука накратко да си поразговараме и потоа секако да се упатат кон нивните надпреварувачки кабини. А како и секогаш, така и денеска, прво ќе ги повикам домакините, односно оние кои што успеа со Wild карта да се протнат во минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Кире и Драган. Повелете! Кире, здраво. Здраво, Марче. Драган, здраво. Здраво. Како сте? Добре, lucky losers. Lucky losers. Не е важно, дадена е. Така се погоди, брат. Така, се очекуваме lucky winners да сме. Точно така, затоа и сте предпоставам дојдени тука, нема да им попуштате на вашите противници. Или имавте во план? Не, зависи од резултатот. Зависи од резултатот како ќе биде. Ако е безнадежен, кажи веќе тоа е тоа. Ќе одиме да им помогнеме. Оставам на вас, не ви се мешам во стратегијата и во вашите планови за понатаму. Да не сате да поздравите некого, нешто да додадете пред да седнете во вашата кабина. Да поздравиме сите што не гледаат, сите што не познаваат. Така да, голем поздрав до сите и да охрабриме и други да се пријавуваат на овој квиз. Фала ти. Искрено фала ти за ова, Драган. Или тоа е тоа? Па, ти поздравивме сите, да. Може уште еднаш. Ќе чуваме така. Ќе ги чуваме остатокот од зборовите и од поздравите за понатаму во денешното издание. Домакини не би ве држал повеќе. Ваша е домакинската кабина, па повелете. А за да си продолжиме понатаму, треба да ги запознаеме и нивните противници, односно денешните предизвикувачи. Таа улога им припадна на Пети и Петре. Повелете. Пети, здраво. Здраво. Петре, здраво. Добре дојдовте. Добре сме нашли. Како можете малце понапред да дојдете, пола чекорче? Да, така, супер сте си. Како сте прв пат во листа за 300? Да. Да си ја пробаме среќа. Супер, баш ме е мило. Некој друго телевизиско искуство, дали имате? Немам. О, баш ме е мило. Значи денеска за денеска не е прво крштевање. Да. Супер, баш ме е мило што одбравте баш листа за 300 да биде местото. Тема возбуда, преска спомнат малце. Ќе заборавиме на тоа. Е така, секако. Ајде кратко да ве запознаеме. Од каде доаѓате, кој сте, што сте? Ќе започнеме од дамата, би ти повели? Јас сум Елизавета Ценева, доаѓам од Велес, мајка на две ќерки. Колкави се ќерките? Па 28 и 26 години. Што збориш? Браво за се живи и здрави. Толку. Млада мајка? Млада. Браво, супер, паметно си изиграла. Ти, ама нема за оваа тема да зборам. Петра? Јас сум Ценев Петре, доаѓам од Велес, исто татко на две ќерки. Топ. Сопружници? Или Да, не? да. Супер, кажете така. Се уште. Чим сте истерале до сега, според кирките 28 години и претходно ако сте се гледале, Да. готово више, немаш од сега. Сега, више тоа е. Да. Супер, многу ми е мило, пак ќе кажам, што денеска одбравте баш тука. Кирките може би требаше, како се викаат? Драган е Јана, Драган е постарата, Ана е помалата. Требаше они да дојдат, може би. Требаше да, постарата ни е докторка, Има врски, да. има нешто врска со нив и така. Супер, нема да се мешаме во врските. Понатаму секако, ќе има листа за 300, уште се надам уште многу време, па Следна ќе се прилика. види следна прилика, е така. Да не сакате да поздравите некого, нешто да додадете? Сите што не гледаат, поздрав до сите што не познаваат. До Велес и воопшто до цела Македонија. Голем поздрав и од мене до истите. Навивајте сега, како да то не јадете, пуштете вода за да ги Да. да кажи стреката да ме прави така натаму. Започнувате како предизвикувачи, баш ќе видиме до каде ќе стираме работата. Со среќа во продолжение. Точно така, затоа сте тука, нели? Да. Тоа ќе кажа. Почнувате како предизвикувачи, што значи ваше предизвикувачката кабина. Повелете. Кири и Драган, односно Елизабета и Петра, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги провериме на брзина дали работата и функционираат онака како што треба, за да можеме да продолжиме со денешното издание на листа за 300 без никакви проблеми. За таа цел прво ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините.
А Елизабет и Петре, дали се слушаме? Да, се слушаме, добро. Супер, ако имаме некакви технички проблеми во продолжение, веднаш да ми сугерирате, ако нешто не е јасно, да ме прашате. Договорено? Договорено. Со среќа уште една, сега ќе исклучиме вашата кабина, да провериме кабината на денешните домаќини Кири и Драган. Дали се слушаме? Да. Супер. Добре, се како што треба. Се, Домаќини, може да почнеме. може. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини, па да започнеме со денешното издание на Листа за 300. А како и секојаш така денеска ќе започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови што завршуваат со ница. Бараме зборови што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои завршуваат со ница, односно Н и Ц А. Се прифаќаат сите видови зборови. Стандардно не се признаваат лични географски имиња, народи, кратенки, имиња на компании и слично. Кири Драган, дали не е јасна темата? Јасно. Елизабет и Петре, дали не е јасна темата? Немаме ограничување, значи со од колку букви да е зборот, но она што е најважно е да завршува на ница. Последните 4 букви да се Н и Ц А. Одлично, и на домакините и на предизвикувачите има јасна темата. Знаете дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Таа улога денеска им припадна на Елизабета и на Петре, па ќе ве замолам да исклучиме кабината на Кири на Драган. А Елизабета и Петре, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 5, 5. Започнуваме со 5. 10, 10. 14, 14. 20, 20. 22, 22. 25, 25. 26, 26. 28. 28. 29. 29. 30. Заокружуваме на 30. нека одговара. Кири Драган, Елизабета и Петре решија да ви дадат шанса вие да одговарате како поискусни, нели? Некои што имаат веќе какво такво искуство. По Листа за 300, доволно искуство. Имаме тука 30 празни полиња. Темата беше зборови што завршуваат со ница. Како што рекавме, немаме ограничување од тоа колку букви треба да има еден збор. Што значи сите зборови се во игра? Кога ќе бидете подготвени? Започнете. Баница. Баница. Така е. Брканица. Како брканица? Така е. кочница, Кочница. Така е. Тиганица. Тиганица. Како што сум гладен. Така е. завршница, Завршница. Така е. иверица, Иверица. Избрзавме. Затоа ви кажувам, еве имена, ова намерно ви е за да им покажете на Елизабета и на Петре како не треба да ме кеве, неаме гајле. За ова ве зборав, затоа гледате да си ги повторувате одговорите едни со други, па за да немаме вакви ситуации. Зашто сега да му го кажеше, да речеме, Кире на Драган одговорот, ќе имавте време да поправиме целата работа. Ништо страшно не е, имаме уште една лицитација за играње, се загревавме, но многу ми е криво кога ќе видам вака, буквално од лапсус, од, како да кажем, од невнимание, кога ќе се изгуби поен. Кири Драган само посконцентрирано во продолжение. Толку од вас за храброста и едните и другите си ја покажавте, надававте доволно. Само сконцентрирано. Бете и Петре, честици за првиот освоен поен денеска во Листа за 300, но и вие внимателно во продолжение, имам уште една лицитација и се може за миг да се промени.
Уште неколку зборови, за жалете, еден лапсус на Кири Драгани го изгубија првиот поен. Ке повторам уште една, ништо не е готово, имам уште една лицитација, но верувам дека сега ќе биде и многу криво кога ќе ги кажам нели сите оние зборови кои што верувам и ги знае и може да ги играат, како автопералница, антикварница, бакалница, потоа берберница, бесоница, брусница, бурекджилница, бутканица, па имаме ветерница, влезница, воденица, гасеница, говорница, граница, единица, извидница, јаболкница, книжарница, маченица, обврзница и така натаму. Многу ги има. Доста зборови. Но ние продолжуваме понатаму со нашата следна тема. Оваа тема ќе одлучи дали Кири и Драган ќе успеат да изедначат и потоа пеналите да бидат одлучувачки фактор во денешното издание, или пак Елизабета и Петре како прво учество ќе им се наредат коцките и ќе застанат директно тука на главната сцена и да се надпреваруваат за парична награда. Затоа, нема да должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: островски држави од целиот свет. Извор, сајтот на Nations Online. Бараме суверени држави признати од Обединетите нации, кои со целата своја територија се наоѓаат на еден или повеќе острови и кои немаат воопшто копнен дел. Пример, со Хрватска веќе ја земеме. Хрватска има многу острови, но не е островска земја, затоа што нели голем дел и се наоѓа на копно. Зборуваме за оние земји кои што буквално од сите страни, да не речам, се нели опколени со вода. Кири Драган, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Елизабета и Петре, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се наоѓаат Кири и Драган. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Елизабета и на Петра. Кири и Драган, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 5, 5. Започнуваме со 5. 7, 7. 10, 10. 12, 12. 15, 15. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20. нека одговараат. Да одговараат. Ајде, да видиме дали ќе се исплати повторно истата тактика, истата стратегија. Кири Драган, повторно сме испитнели што се вели. Све е во ваши раце, внимавајте, и времето е ваш сојузник сега во оваа ситуација. Имам уште доста време. Првата игра кратко траеше, што значи ќе имате доволно време за размислување. Имаме 20 празни полиња кои што ќе треба да ги исполниме нели со точни одговори доколку сакаме да го освоиме овој поен. Темата е островски држави од целиот свет. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Куба, Куба. Така е. Доминиканска република, Доминиканска република. Така е. Хаити, Хаити. Така е. Доминика, Доминика. Така е. Јамајка, Јамајка. Така е. Бахамски острови, Бахамски острови или Бахами, нели? Така е. Барбадос, Барбадос. Така е. Тринидад и Тобаго, Тринидад и Тобаго. Така е. Антигва, Барбуда, Антигва и Барбуда. Така е. Исланд, Исланд. Така е. Ирска, Ирска. Така е. Велика Британија, Велика Британија или Обединето кралство, добро. Така е. Малта, Малта. Така е. Кипар,
И Кипар е точен одговор. Шри-Ланка. Шри-Ланка. Така е. Малдиви. Малдиви. Така. Сао Томе. Мадагаскар. Добро. Океј. Викам едно, кажам друго. Добро, нема гајлем. Сао Томе и Принципе. Мадагаскар, така е. Сао Томе и Принципе. Сао Томе и Принципе. Така е. Уште две. Коморос. Комори. Комори, добро. Комори. Драган кажа Коморос, Кире кажа Комори, после во наш превод и тоа е тоа. И Сейшели. И Сейшели. Сейшели, 20 точен одговор, без некој поголем проблем ги помина Кири и Драган. Може би тука требаше сега малце похрабро во оваа ситуација Елизавета и Петра да играат. Може би уште 5-6-7 да надававме, може би, не знам, може би ќе ги знае без никаков проблем. Сакам да кажам дека нема многу островски земји, 45 се. Сена се вкупно, значи останува уште оние 25, нели, покрај овие 20 кои што ги кажавте. Сега на мое задоволство, верам дека не на задоволство на Елизабета и Петри, не огромно и на Кири и Драган, ама ќе играме пенали. Пеналите ќе бидат одлучувачки фактор денеска и ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе застане тука на главната сцена и ќе се бори за парична награда. Ќе одиме со ред, прво да пробам да ги издвојам оние островски држави, барем дел кои што не ги кажа нашите надпреварувачи. Мислам дека Вануату, Гренада, Зеленортски острови, Индонезија, Источен Тимур, Јапонија, не знам дали ја кажавме добро, не е ни важно сега веќе, Маршалски острови, Микронезија, Науру, Палау, Папуа Нова Гвинеја, Самоа, Санта Луција, Тонга, Фиджи и така натаму. Како што реков, 45 се скоро половина ги кажа нашите надпреварувачи, овие можам вака на брзина сега да ги издвојам кои што ми фаќаат окца. Сега, како што реков, време е за пеналите. Оние кои што ќе одлучат дали Кири и Драган, односно Елизабета и Петре ќе застанат тука на главната сцена и ќе се соочат со темата од нашата листа. Затоа, да не должам повеќе, денешната тема за пеналите гласи: села во Македонија чие име завршува на согласка. Бараме имиња на села во Македонија од само еден збор, чие име завршува на согласка, односно не смее да завршува на некој од буквите А, Е, И, О или пак У. Кири Драган, дали не е јасна темата? Да. Бете и Петра, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со одговарање започнувате когните предизвикувачи. Уште еднаш накратко ќе ги повторам, нели, правилата, кабините се вклучени во текот на целата игра. Се одговара на порено, започнуваат предизвикувачите, па домаќините се така додека некој не погреши. Во случај да погрешат Елизабета и Петре, го чекаме одговорот на Кири и Драган, па во тој случај продолжуваме во зависност дали ќе биде позитивен или негативен. Да започнеме, ја велам, па ќе се договараме за работите тековно. Како што рековме, темата е села во Македонија чие име завршува на согласка. Елизабета и Петре, го чекаме вашиот одговор, повелете. Сливник. Сливник. Така е, точен одговор. Чифлик. Чифлик. Така е. Ораовец. Ораовец. Така е. Мородвис. Мородвис. Да. Така е, Мородвис, точен одговор. Ке им оставам повеќе време на надпреварувачите од вообичаено, сепак не е толку лесна тема. Јас викам дека по навика луѓе да размислуваме, нели, на оние кои што завршуваат на самогласки. Полесно е.
Мислете едните другите. Има села, повелете. Има Темјан. Темјаник. Темјаник. Ајде. Темјаник не е темјаник, ама решивме да го признаеме, сепак никаков проблем, повелете. Росоман. Росоман. Така е. Превалец. Превалец. Така е. Подлец. Подлец. Зашто го признавме, нели, Темјаник со темјаник, ова е подлес, ама ќе го признаваме како подлец, не е проблем. Елизавета и Петре, Стари град. Стари град. Да. Невнимание, Елизавета и Петре. Но денеска се расположени нашите, сепак, како да кажам, одговорни. Ќе дачам, рековме од еден збор. Ова е од два збора. Бидете внимателни. Сега ги памтам и ниф ако имате еден кикс ваков, за да оправиме работата. Ќе го земемете како точен одговор со цел да продолжиме понатаму. Кири Драган. Марчо, извини, они кажа Орашец, не можем да видим. Ораовец. Орашец. Орашец. Така е, точен одговор. Лесковец. Со Л. Да, со Л. Лесковец, Лесковец. Лесковец, така, добро. Ајде, така е. Мислете го тој крај. Ајде. Љуботен. Љуботен. Важи ова и за едните и за другите. Така е. Клуковец. Луковец. Клуковец. Со К. Клуковец. И Петре, како ме фати, секој избор ми се допаѓа ова. Така е. Мождивњак. Мождивњак. Еј, браво си за едните и за другите. Морам да ве пофалам. Иако едни од најзвучните имиња кои што завршуваат на согласка, не сте ги кажале, морам да ви кажам. Точен одговор? Криволак. Криволак. Така е. Сега и ова е со два збора, дали ќе ни се важи бидејќи они имаат Тајде, Со еден, не знам. ќе изиграме, за да продолжиме да го изначиме и да почнеме од нула, што се вели. поддржи конј. Поддржи конј. Така е. И било еден збор, ви кажа сега, да. Мислете, Елизавета и Петре. Ајде, мора да има некој во Велес. Никуштак. Никуштак. Сега на вакви одговори сакам и едните и другите победници да ми бидете денеска. За жал немаме таква можност. Никуштак е точен одговор. Ајде, Кири Драган, мислете. Морам се да почнам да бројам од 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Ајде. 3. 2. Сарај. Сарај. Село Сарај. Така е, точен одговор. Елизавета и Петре. Сълп. Извини. Сълп. СЛП. СЛП. Сълп. Не сум слушала, ама впрочем и не сум слушала доста од селава.
Не сум некој репер јас. Сълт. Така е, село во општина Велес. Точен одговор. Таор. Таор. Точен одговор. Сопот. Сопот. Така и Сопот е точен одговор. Припор. Припор. Така е, село Припор. Точен одговор. Село Припор, само не станува збор за она во Скопје, туку за Кочанско, за да не дојде до забуна. Елизабета и Петра. Извор. 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 Да. Извини ми, прекиснуваше слушалка, ама баш во тој момент Извор точен одговор. Пак морам да почнам да бројам. Кири и Драган. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Зајас. Зајас. Точно така. Фариш. 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 Така е. Десет. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Дреновец. Дреновец. Така е. Кири Драган, Дреновец точен одговор. Рудник. Рудник. Да. Не ми се верува дека волку многу сел има. Сега се прашувам колку од овие се уште ден денес функционираат онака како што треба. Рудник. Да. Го гледам тука на список. Така е. Претор. Претор. Така е. Раклиш. 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 Точно така, го продадов еве веднаш, Раклиш. Точен одговор. Бога ми се изнакажувавте едните и другите. Не знам како да кажам, секоја чест. Но и морам да почнам да бројам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ајде, 2, 1, кукај, 0, ајде, Ѓорче Петров. Ѓорче Петров. Ке проверам, ама Има негде може. некаде случајно да нима, да низ Македонија се е можно. Но жал ми е. Немој за аеродром така да зборуваш. Он намерно за мене, а? Не, мислам, јас Кири сум Драган. Искрено, многу ми е криво што вака заврши целата работа. Јас ке повторам уште еднаш дека сакам да имаме некое правило во вакви ситуации да може и едните и другите да застанете тука на главната сцена, но за жал немаме, зашто денеска кој да победеше си ја заслужи работата, се изнакажувавте, се изнаодговаравте. Криво ми е што првата лицитација ја изгубивме поради лапсус. Знам дека знаењето го имавте таму, можеби нели да не се направеше тој кикс ке беше и резултатот. Поинаков, но ако тргнеме со можеби ова, можеби она, за многу работи во животот можеби ќе беше вака или така. Мене ме радува тоа што ми изгледате на луѓе кои што не се откажуваат така лесно и не се предаваат и мислам дека ќе се пријавите уште една само од денот колку да ми покажете дека нели заслужувате и со парична награда да си отидете, иако ја веќе тоа го знам и едве чекам да се пријавите повторно во листа за 300 и да можам да ве наградам баш онака како што заслужувате. Но за жал денеска морам да ви кажам чао.
Задоволство секогаш, Елизабета и Петре. Секоја чест, прво учество и се насмеал на првата почетничка среќа, иако знаењето беше тука. Сакам да кажам во првата игра, така некако се наредија работите, после се беше полесно, иако имавте тешка задача сега, признавам едните и другите со одговорањево на пенали, кажавте, не знам кога одговори, престанав да ги бројам после 10-тиот напоредно едни други, што значи заслужена победа и од ваша страна и едва чекам да видам што ќе направиме сега тука кога ќе ве сочиме со темата од нашата листа. Но пред да го направиме сето тоа, на брзинка да прочитам уште неколку од оние села кои што може да ги кажат нашите надпреварувачи, но ете, не ги кажа, зашто кажа многу други. Ги имаме тука Буковиќ, Бучим, Вруток, Галичник, Герман, Дув, Жван, Клепач, Лагадин, потоа Љуботен, мислам, кажавме, Николиќ, Орел, Пирок, Плетвар, Полок, Претор, кажавме, мислам, Раштак, Росоман, Сингелиќ, Скочивир, Славеј, Страцин, Церт и така натаму. Чифлик, Шивец, Челопек, Црновец и така натаму. Сега, драги гледачи, како што реков, време е да ги повикам Елизабета и Петре тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Што ќе направат, останува сите заедно да дознаеме во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Елизабета и Петре ми се придружија тука на главната сцена. Темата е подготвена, но пред им ја соопштам да на брзинка да протрчаме низ нашата листа за да се потсетиме како стојат работите таму. Прво добро дојдовте тука, не дека нешто поразлично, нели? Од оваму, мајтете. Нашата листа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори доколку сакаме, нели, да се заминеме со максимална парична награда, а во меѓувреме за ваши 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 950, за 12 200 и за 15 точни одговори си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. Подготвени, да не ве држам повеќе, така, како и секогаш. Решени. Секогаш решени и подготвени. Сега цел Велес најавува за вас. А слушајте, добри вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема писатели од Србија и Хрватска. Бараме најмалку презимиња на писатели кои се родени или твореле во државите Србија или Хрватска. Ги прифаќаме сите современи писатели, оние кои твореле во периодот кога беа во заедничка држава, па дури оние кои твореле неколку векови порано. Доколку го кажете името, внимавајте, двете мора да се точни. Има многу познати звучни имиња тука. Дали не е јасна темата, Петри и Елизабета? Да. Нема да ве прашувам за читање, дали читате, дали не, времињата се сменија, некои се ги се читаат, ама нели читаат на таблет, на вака така. Но сепак можам да кажам дека некои знаења што не се останати од детство, не си одат никогаш. Да, знаеме нешто е тоа. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Десанка Максимовиќ од Србија и Хрватска. Србија и Хрватска? Србија и Хрватска, да. Ајде кажи. Десанка Максимовиќ. Десанка Максимовиќ. Така е, точен одговор. Владимир Назор. Владимир Назор. Така е, порано и училишта во Скопје, Македонија го носеа тоа име. Втор точен одговор за Елизабета и за Петре. И за 50 евра, ајде. Македонски. Еден има со име кој што потсетува на едно неубаво животинче кој што се закачува на кучиња и мачки. И Крлежа. така е, Мирослав Мирослав Крлежа. Крлежа. Мирослав Крлежа. За жал ми остана тоа да ме асоцира на неговото име. Тоа е тоа. Од дете. Така е, и 50 евра за Елизабета и Петре, први во листа за 300. Нека се множат.
Ако се решиме да одиме понатаму, знаете дека треба да имаме 3 точки за да нели? Писа македонски. Ако најдете уште две, ја уште едно одма ве частам. Иван Горан Ковачевич. Немаш, не ми текне. Кои се едни од најпознатите српски, како да кажем, и писатели? Ајде да не ви направам збрка, ако не сме сигурни, може да подобро да Па ќе се откажем. да си ги земеме парите, се чекај. Не странци. Да. Да. Не ми текна. Мене не ми текна лично. Како и да е, супер старт имаме, мене она што бе многу важно е дека Како за обезбедите почеток е учество, добро, да. и во следното учество во листа за 300, повторно ќе се дружиме на мое огромно задоволство. Елизавета, честитки, Петре, честитки, како што реков, нека се множат и учествата и парите во следните изданија. Вака, имаме писатели од Србија и Хрватска, го имаме Бранислав Нушич, мене неговата автобиографија ми е една од најомилените книги што сум ги прочитал во животот и тоа е можеби единствената книга на која што сум урлал од смеење додека читам. Потоа Борислав Пекич, Вук Драшковиќ, Вук Караджич, на нив мислев, Десанка Максимовиќ кажавме, Душан Ковачевиќ, Душан Радовиќ, Иво Андрич, Исидора Секулиќ, Јован Јовановиќ Змај, потоа Мирјам или Милица Јаковлевиќ, Мирослав Антик, Петар Кочик, Симо Матуваљ, па ги имаме тука Антон Густав Матош, Арсен Дедиќ, Владан Десница, Владимир Назор го кажавме, Иван Мажураник, Ивана Брлик Мажураник, па потоа Мато Ловрак, Мирослав Крлежа кажавме, Раде Шербеџија, Станко Враз Тинујевиќ и уште доста. Како и да е, одличен старт за Елизабета и за Петре. Ова, ако се земе во предвид дека и воопшто прво ваше теме појавување, многу ми е драго што се тоа ова вака заврши. Се гледаме во следното издание на нашиот квиз. До тогаш и вие, а и вие, драги гледачи, останете ми во добро здравје и секако со програмата на телевизија Сител. Чекајте го следното издание на нашиот квиз и никако не заборавајте. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао! Браво.